Почитувани, Зоран Заев се обидува својата матрица на партизирање од чистачка до министер да ја легализира со измените на Законот за администрација. Тој и СДС предлагаат измени на законот преку кои ќе овозможат партиски вработувања и истовремено бркање од работа на вработените кои не се политички подобни. Антиреформската влада на Заев и СДС на овој начин сакаат да ја срушат професионалната администрација и тоа на сметка да инсталираат партиски послушници, газејки ги европските стандарди и законските решенија донесени во согласност со европската јавност. Укинувањето на психолошкиот тест и меѓународните сертификати за познавање на еден од трите јазици само покажуваат дека не им е грижа за професионалноста и квалитетот во државната администрација, туку само за да олеснат и забрзаат процес на партиски вработувања и полнење на институциите со партиски кадри. На сметка на тоа, преку измените на законот си отвараат пат за масовна чистка во институциите на сите кои не се подобни, односно немаат партиска книшка на СДСМ. Имено, со новите измени предвидуваат дека со две негативни оценки, добиени од предпоставениот, за кого е сигурно дека се партиски кадри на СДС, службеникот да може да добие отказ без било каков приговор. Патем, за партиските послушници, овозможува напредување во кариерата за неколку скалила, со што директно го загрозува професионалниот мерит принцип заснован на компетитивност, стручност и кариера градена низ годините. Со еден збор, единствен квалитет за напредување и вработување во кариерата ќе биде партиската книшка на СДС, за која јавноста дозна дека ќе биде втора лична карта која ќе овозможува невидени повластици. Впрочем, ова Заев и го најави пред неколку години. Да им кажете, Заев беше во Валандово и рече дека ќе ги бркаме од работа и тоа да го знаат. Свесни сме дека ако сакаме да бидеме власт, ќе влеземе тимски, од хигиеничар до министер во секој ресор во државата и така имаме намера да ја водиме Република Македонија. Во прилог предлагам да го погледнеме видеото. Им кажете дека Заев беше во Валандово и рече дека ќе ги бркаме. Ќе ги избркаме од работа и тоа да го знаеме. Свесни сме дека ако сакаме да бидеме власт, ќе влеземе тимски, од хигиеничар до министер, во секој ресор во државата и така имаме намера да ја водиме Република Македонија. Командирот на МВР во Струмица со книшка од Социјалдемократскиот сојуз. Во Струмица, овие 2744 луѓе се вработени со одлуки на кадрови комисии на СДСМ, од хигиеничарот во Еленица до директорот во некоја институција кој што е по општината. Одлучува кадрова комисија на СДСМ. Моја задача е да го отворам работното место како градоначалник кој што СДСМ го номинирал за да биде мандатор да го води градот Струмица. А кадрова комисија на СДСМ одлучува кој да биде вработен. Предлагам да го погледнеме и второто видео. По Струмица, овие 2744 луѓе се вработени со одлуки на кадрови комисии на СДСМ. Од хигиеничарот во Еленица до некој директор во некоја институција која што е под општината. Одлучува кадрова комисија на СДСМ. Моја задача е да го отворам работното место како градоначалник кој што СДСМ го номинирала за да биде мандатор за градот Струмица да го води. Тоа ми е задачата да ги отворам работните места, а кадрова комисија на СДСМ одлучува кој да биде вработен. Еве како СДС и Зоран Заев гледаат на реформите во администрацијата. Еве како Заев и СДС планираат да ја партизираат администрацијата после измените на законот. Тие ќе јадат живи луѓе, ќе бркаат од работа, ќе вработуваат од чистачка до министер преку кадровата комисија на СДС и сето тоа ќе го прават газејки по судбините на луѓето, но најлошо дерогирајќи професионалноста и квалитетот на администрацијата. Жртви од тоа ќе бидат граѓаните, институциите, но и самата Република Македонија. Благодарам.